Почитувани гледачи на програмата на Канал Визија, добродојавте во уште едно издание на емисијата Актуелно, со цел да ја доближиме работата на системот на државата, на незините институции и како сето тоа функционира, заложбите на владените представници, посебно во овој период од кампањата, кога се наближува изјаснувањето на македонските граѓани на 30 септември на закажаниот референдум. Мој и ваш вечерашен гостин во програмата на Канал Визија е господинот Никола Димитров, министерот за надворешни работи на Република Македонија. Му благодариме од ваше име за одвоеното време и прифатената покана да биде наш и ваш вечерашен гостин. Фала на поканата. Господин министер, редица познати светски лидери во овој посветен временски период ја посетија Македонија. Вие вчера се вративте од посетата со премиерот Заев на Соединетите Американски држави. Силна е поддршката на Република Македонија за членството во НАТО и Европската Унија, со што Македонија заслужи оваа мегаломанска булдожер дипломатија и поддршката воопшто од сите светски сили за членството на Македонија во НАТО и Европската Унија. Практично на најкрупно гледано заради две нешта. Светот виде дека Македонија реши да си ја земе, да го фати дизгинот, да си ја земе судбината и иднината во своји раце, да им погледне во очи на проблемите, да си ги реши и да тргне напред, во време кога нема многу решенија на мали проблеми, а камоли на крупни деценијски проблеми и на глобално, и на европско, и во нашиот регион на балканско ниво. Тоа е главно и второ, има еден заеднички интерес. Ние деновиве имавме практично половина од германската влада ни беше на гости, прва канцеларката Меркел, да ни честита 27 роден ден од денот на независноста 8 септември. Па беше министерот за Европа, министерот за надворешни, министерката за одбрана. Министерот за надворешни рече не е само во ваш интерес, ова е поголемо од односите Македонија, Грција, Балканот, и Германија и Европа имаат интерес да зачекорите напред, да бидете стабилни, да има успешен модел. Така што поддршката се телемини на две работи. Препознавање на нашата решителност да застанеме, за да ни ја биде Македонија, и споделувањето на интересот за стабилност и успешност на Балканот. Вчера доцна се вративте со премиерот Заев од посетата на Вашингтон, на Белата куќа, со подпредседателот Пенс. Какви се пораките од Белата куќа, ќе дојде ли американскиот подпредседател наредното лето на официализирањето на членството на Македонија во НАТО? Па тој рече дека ќе направи се што може да дојде заедно да ја прославиме, да го прославиме тој голем историски чекор да влеземе во НАТО како 30-та членка. Кажа дека ретко денес има лидери кои што не си го гледаат својот или партискиот интерес, туку интересот на татковината и дека тоа заслужува поддршка и признание. И кажа дека Америка го поддржува нашето НАТО членство, нешто што за нас значи незавршена работа. Ние тој пат го почнавме 93-та. Сите политички сили во Македонија се залагаат за НАТО членство. Имаме силна поддршка од јавноста, која што се движи 70, меѓу 70 и 80%. Време е таа работа да ја завршиме. Заради три нешта. Да ја заокружиме државноста, да ја зацврстиме безбедноста. НАТО членството за Македонија, имајќи го предвид нашиот балкански контекст, значи Македонија е тука да остане во овие граници и да не направи попредвидливи за да има повеќе инвестиции. Повеќе инвестиции значат повеќе работни места. Ако има конкуренција за добри и вредни, талентирани луѓе работници, ќе има и конкуренција во платите. И ќе се качуваат и платите. Силна американската поддршка. Вчера бевте кај Пенс, во Македонија беа државниот секретар за одбрана Матис, површниот државен секретар Вес Мичел и поранешниот американски председател Џорџ Буш изрази силна поддршка на Македонија и нејзиното членство во НАТО и Европската Унија.
Јас како млад амбасадор бев кога беше председател Џорџ Буш. Од 2001 до 2006 бев во Вашингтон. Активно работев на американското признавање на уставното име Република Македонија. Тој беше многу близок со нашиот покоен председател Борис Трајковски и се заложи многу силно тие што се сеќаваат ден пред самитот во Букурешт. Упати јасна порака. Во април 2008 рече утре Алијансата ќе ги покани Македонија, Албанија и Хрватска. За жал не успеа Алијансата да ја покани Македонија и затоа 10 години после Букурешт многу значи оваа порака од поранешниот председател Буш. Америка има еден интерес за Балканот, тоа е да нема нови проблеми. Да биде стабилен, Европа да биде цела, стабилна и во мир. И од тука и оваа поддршка. И кај демократите, и кај републиканците. Имате средби со македонската дијаспора и за време на посетата во Соединетите Американски држави овој си од изминатиот период. Од еден аспект пак тоа не се рефлектира со интересот на македонската дијаспора да гласа на престојниот референдум. Споредба со парламентарните избори во 2016 10 пати помалку се пријавени за гласање за референдумот. Мислам дека еден фактор е летните месеци. Тоа се случуваше во август. Рокот за пријавување беше 23 август поставен од ДИК, од Државната изборна комисија. Можеби можевме подобро да го промовираме тоа. Оти јас знам од амбасадите многу луѓе ден денес им се јавуваат како да се пријавиме да гласаме. Мислам дека во тој дел имаме уште работа како тоа да го поедноставиме. Тоа е сепак надлежност на Државната изборна комисија, меѓутоа можеби луѓето што се водат на избирачки места што се по дипломатско-конзуларните представништва, можеби не мора да се пријавуваат пред секој избори ако таму се водат. Можеби можеме да направиме напори да има дигитално гласање. Во секој случај таа Да се најде начин да се овозможи на поголем број на луѓе. Тоа се виде дури и на парламентарните избори, немаше кој знае каков одглас и интерес. Дел е дистанците, оти ние имаме амбасада, конзулат на едно место, многу луѓе живеат многу далеку, не им е едноставно да дојдат. Во земјите каде што гласа дијаспората, тоа често се прави со писмо. Добиваат по пошта гласачко ливче, си го пополнуваат, го праќаат по пошта. Имаме тука уште да научиме за вистински ова прашање да се затвори. Ние имаме разногласие едно во дијаспората околу овој процес. Има што се многу против, има што се многу за. Дел од нив многу ја следат дебатата тука, дел од нив се зафатени со своите нешта, повремено ја следат. Важна е таа релација и важно е луѓето, нашите луѓе, македонците што се надвор, а и другите што се дел од немнозинските заедници, а се од потекло од Република Македонија. Важно е да се обидеме што повеќе да ги информираме и важно е да се стават во нашите чевли. Оти нашата задача е реалноста и иднината на Македонија денес, не само приказната што тие често си ја гнегуваат и отприлика ја памтат како и сите дијаспори Македонија од времето кога ја напуштале. Имаат некоја стара слика за Македонија и представа. Како кој? И зависи која генерација, има многу од нив што се родени надвор. Практично убаво е да има разбирање дека ние оваа денешна Македонија треба да ја зацврстиме и да ја унапредиме. Минатата недела ги примивте и акредитивите од новонаименуваниот руски амбасадор во земјава Сергеј Браздикин. Разговаравте ли за евентуално се шпекулира во јавноста на големо можно руско влијание врз исходот на референдумот? Силни се агитациите, условно речено, на социјалните мрежи за уривање, условно речено, исто така и на исходот од референдумот преку намалување на цензусот. Разговаравме отворено и се договоривме да имаме многу искрен однос.
Тој само што дојде. Тоа беше ден по неговото пристигнување во Македонија. Јас му кажав дека за нас, таму каде што имаме разлика со Москва, е нашето НАТО членство. Му кажав дека тоа е незавршена работа, почната 93-та година, пред 25 години, веќе требаше да бидеме внатре. Му кажав дека имаме голема поддршка од нашите граѓани. И му кажав дека иднината на односите меѓу Русија и НАТО, прашање на време, прашање на лидерство, меѓутоа таа иднина еден ден мора да биде иднина на соработка. А ние на Балканот имаме доволно проблеми и без овие, можам да го наречам, геополитички надпревар, и бараме разбирање и простор да се ги решиме тие проблеми самите. Време е, оти многу долго време сме ни наваму, ни натаму. Време е да застанеме и да си тргнеме напред. Македонија е, како што коментираат аналитичарите, таа точка на геостратегиска точка каде што се прекршуваат интересите и влијанијата на западот и на истокот, на НАТО и на Русија. Ние сакаме да бидеме вредносно како државите што се внатре. И во Европската Унија и во НАТО. Тоа што значи? Тоа значи да има ред, да има услови за среќен живот, да има работа, да има достоинствена плата, да има правда, да има одговорност. Огромен дел од државите што се во тоа семејство се такви. Значи не се работи, ние имаме традиционално блиски односи со Руската Федерација. Нашиот јазик, македонскиот јазик е дел од јужнословенската група на јазици. Јас лично пораснав читајки и руска литература, меѓу другото. Тука има почит и тука има простор за многу пријателски и позитивни односи. А и за напредување на Меѓутоа, работа. како ќе се организираме нашето општество е наша работа. И ние сакаме, ако нешто има во Македонија во моментов, благодарение на политичката криза и на долгиот период на чекање, е жет Македонија да биде европска демократија. Ние не сме такви како што сакаме да бидеме, ама имаме жет, има побарувачка во нашето општество за овие нешта што ги споменав. И ниедна надворешна, па и внатрешна сила не може во тоа да не поремети. И тоа ќе го кажувам и на средби што се за затворени врати, тоа ќе го кажувам и вака јавно. Живееме еден многу важен историски момент за нашата татковина и пријателите тоа ќе го разберат. Да. И треба да го ценат и И почитуваат. треба да го ценат, да. Да. Бидејќи ние немаме интерес за негативни односи со ниедна светска Впрочем, сила. Македонија одавна се декларирала своите заложби за членство во НАТО и Европска Од Унија. 93-та. Да. Вие го ставивте вашиот подпис во името на Република Македонија на подписот на договорот со Грција. Имаше ли возбуда, евентуално можеби и задкулисни обиди во последен момент да се минира тој договор, како што во последен момент се случи во Букурешт и покрај заложбите и условно така беше протолкувано во јавноста директивата од Буш Македонија да биде примена во членство? Тој договор е решение одстранување на еден товар што практично од самата независност од 91 година не влече надолу. Ние сме, ја некогаш правам аналогија со еден чамец или брод. Котвата ни е пуштена и не влече назад, а ние се обидуваме да дојдеме до брегот на суво. Или како да туркаме количка на стрмнина и додека не дојдеме до врвот, силите не влечат надолу. Важно беше да ја отвориме портата за да можеме исправени да влеземе. Главниот страв во однос на проблемот со името беше идентитетскиот. Дали ние ќе бидеме македонци, бидејќи сме, бидејќи ни еден политичар, дури и самиот народ денес
живата генерација македонци не може да одлучат да не бидеме. Тоа е резултат на историски процес, не е резултат на одлука. Зборуваме македонски јазик. И тоа беше главното нешто што сакавме да го постигнеме, го постигнавме тоа. Никој денеска во 21 век во Европа не може да го спори нашето право на самоопределување, на самоидентификација. Ова беше многу падни стани. Речиси до самото подпишување, може би 2, 3, 4 дена пред самото подпишување во Преспа, не знаевме дали вистина ќе успееме. И беше многу еден емотивен, секој ден со премиерот Заев, со пријатели, со фамилија, сам пред себе пред огледало, пред собствената совест. Јас се ветив кога влегов во овој процес, ако не ми е совеста мирна, не можам да излезам пред својот народ и да кажам ова е патот. И за мене таа линија беше идентитетската линија, затоа еднаш јавно кажав на пресконференција со медијаторот, со Метју Нимиц во МНР, дека за идентитетот не може да се преговара. И дека таа линија ние не можеме да ја напуштиме. Имаше лидерство и од другата страна. Ниедно историско помирување, и ова не е само решавање на 27 годишен спор, ова е историско помирување меѓу двата народи. Балканските војни, Првата светска, граѓанската војна во Грција, не може да помине едноставно. Вчера видов една анкета од Грција, 60% од граѓаните на Грција се против договорот. Меѓутоа убеден сум дека нема решение и излез ни за мали, ни за големи народи, освен низ помирување. И колку поотворени сме едни за други, толку помалку тешко ќе се справиме со историските наративи, како тие гледаат на нас, како ние гледаме на нив. А наша задача е Македонија, која што 27 години чека, ние сме тие што треба да го направиме првиот чекор. Оди нас не боли најмногу. Ова луѓето што викаат други држави не подтурна, кого го болеше тоа што Македонија беше заклучена во чекалната една цела генерација. И додека ние чекавме нешто да се случи, дел од нашите млади луѓе почна да со други пасоши на други држави да си ја бараат среќата во Европа и да губат надеж дека ние може да не биде во нашава Македонија. Значи време е, и овде се враќам зошто имаме таква меѓународна поддршка. Осетија дека ние овде се разбудивме, застанавме на нозе, отворивме една врата каде што можеме да поминеме исправени со тие кои сме. Меѓутоа, идентитетот не е само македонци сме кои сме. Идентитетот е и какви сме. Идентитетот е какви судови имаме. Дали имаме прљавштина и ѓубре по градовите. Колку се грижиме за нашите природни убавини. Колку сме честни. Колку сме одговорни. Како се однесуваме едни со други меѓу власт и опозиција. Се тоа е идентитет. И мислам дека е за нашава генерација што беше полнолетна да гласа на првиот референдум 1991 година, ова е веројатно последна шанса на следната да ја оставиме пристоен старт. Заветот на првиот референдум, ако беше независна, суверена, самостојна и успешна Македонија, наша задача е тоа да ставиме печат на тој завет. Да ја завериме независноста, да не бидеме веќе бивша или поранешна Југословенска република Македонија во Уединетите нации и како македонци со македонски јазик, заедно со сите други наши сограѓани, да отвориме иднина. Инаку вака затворени, чамецот почна да ни пушта вода малку, додека чекаме да дојдеме до брег. На тоа море, да. Ви долго време сте во процесот, рековте и за време на Хашката пресуда и во Букуреш бевте преговарач, безброј средби со медијаторот Нимиц. Излезе на Wikileaks информација дека 2008 година имало прифатено сличен
ваков договор, слична ваква понуда на маса. Од друга страна пак, овој договор од прества од опозицијата е дочекан на нож како предавнички, капитулантски. Нешто повеќе е околу деталите од договорот, јазикот, името, идентитетот, Ке ги химната. повторам основните работи. Прво, химната, грбот не се допираат. Второ, македонскиот јазик е македонски јазик. Нема појасна одредба од договорот, од членот 1, параграфот 1 под В, значи под параграф, каде вели официјалниот јазик е македонски јазик. Државјанството е македонско, со коса црта, граѓани на Република Северна Македонија. Во членот 7 вели зборовите Македонија и македонско значат една работа во Грција, една работа во нашата Македонија. Кога ние велиме македонско, Македонија, ние мислиме на нашиот народ, на нашата историја, на нашите атрибути, на нашето културно наследство. И суштината на решението е токму во дозволувањето кога некој ќе каже македонец во Грција, во нивното разбирање, повеќе има регионална припадност и повеќе има припадност на елинското наследство, античка Грција и така натаму. Кога ние ќе кажеме, има врска со нашата државотворност и нашиот процес, нашиот народ, нашиот јазик. Значи, идентитетските линии, токму затоа Мицотакис, кој што слично на нашата опозиција вели ова е срам и предавство, и вели, ако овој процес не успее, јас ќе го отворам со цел повторни преговори, да не дозволам да имаат македонски јазик, да имаат македонски идентитет. Ама тоа не може да се спори во 21 век. Правото на самоопределување, правото на самоидентификација. Од друга страна, ние прифаќајќи ја географската одредница кон нашето име Македонија, северна, признаваме дека државата каде што ние, територијата каде што ние сме се направиле држава, не е целиот историско-географски регион Македонија. Дека има региони во Грција, има регион Македонија и во Бугарија. И плюс формираме една комисија за историски образовни прашања, каде што тешките маки, што ги спомнавме, Балканските војни, граѓанската војна, ќе се обидеме нивниот наратив и нашиот наратив да не бидат непријателски. Да најдеме начин да екзистираат истовремено. И тоа е тоа низ кој што поминувале и Франција и Германија Полска, и Германија Чешка. Оти што е должноста на нашата генерација? Нова војна да отвараме? Или да се прифатиме едни со други, да се помириме, бидејќи ние географски, географијата не можеме да се ја смениме. Историјата не можеме да се ја смениме. Ама можеме да се ја смениме иднината. И тоа е влогот. И ова прашање толку долги години отворено, и од нивна страна, и од наша страна, определени политичари го имаат користено за билдање политички кредит. Капитал. Ние решивме да потрошиме политички капитал за доброто на граѓаните и за идната генерација. Бидејќи тешко е прашањето. Најлесно за било кој министер е за надворешни, каде што природно припаѓа ова прашање, е да се игнорира и да бега човек од него. Или да бидам јас херој на денот денес во Прилеп и да кажам грците вака, бугарите така, албанците вака, или во Република Албанија, соседите. Ама тоа е улога на жртва и на немоќ. Активната улога за нашата иднина, кој друг ќе ни ја мисли нашата кауза? Самите ќе си ја мислиме. И активната улога вели, соочи се со проблемот, заштити го тоа што ти е најважно, афирмирај го и отвори ги портите за напред. Ова е растење и за нас, ама ова е растење и за Грција и за Бугарија, и ова растење е забележано од целиот свет. Референдумот на 30-ти
каков и да биде исходот, јавноста, впрочем и последните анкети укажуваат на успешност на референдумот. Како натаму би се одвивал процесот? Опозицијата бара да се откријат деталите врзани околу уставните промени кои што треба да следат. Неколку пати ги повторувам, пак ќе ги повторам. 4 уставни амандмани. Едниот се однесува за името Република Македонија во Република Северна Македонија. И оние луѓе кои што уште не се на чисто, среќавам луѓе повремено, имаше еден многу лош, да не се изразам полошо спин, ке сме биле Република Северно од Македонија. Значи, името, ако овој процес успее, ќе биде Република Северна, со одредница географска, Македонија, именката во нашето име. Како што сме биле и социјалистичка, и федеративна, и народна, и самото Република е одредница, како сме уредени. Немаме кралеви, имаме Државното уредување. шеф на држава што го бираме, председател. Тоа е во однос на името. Вториот уставен амандман. Членот 3, границите не ги гибаме. Зајакнување на гаранцијата за недопирливоста на границите. Третиот, членот 49, каде што вели грижа за припадниците на македонското национално малцинство во соседните држави, ќе биде грижа за целата наша диаспора во целиот свет, со дополнување не во амандманот, туку во договорот постои. Овој договор не може да дерогира од обврските и наши, и нивни, по меѓународните конвенции за човекови права и сите други обврски што сме ги преземале. И четвртиот преамбулата нема да гиба ништо ни во македонскиот народ, ни во делови на други народи, како што ние сега, ни во Илинден, туку ќе ги конкретизира и ќе ги наведе поединечно конститутивните одлуки на АСНОМ и тоа ќе биде единствената интервенција во преамбулата. Тоа се 4 уставни амандмани. Тие не се напишани, тие не се преговарани, тие се наша. Значи само трендот, насоката на некој начин. Собранието ни ќе ги формулира, ќе гласа, ќе има јавна дебата, ама со двотретинско мнозинство, што е многу важно, за да немаме отворена рана во нашето ткиво дома. И затоа тоа двотретинско мнозинство има многу важна улога. Референдумот е одлука не за владата, не за партиите и немаме, сите ние како граѓани, немаме никакво оправдување да не одлучиме така како што мислиме. Секој пред себе си, мислејќи на предците, мислејќи на своите деца, не можеме да велиме, ама партијата вака ни каже. Поголема е одговорноста од зборот на партијата. И јас денеска кажав на трибината во Прилеп, за жал, најголемата опозицијска партија ДПМН уште нема став. Они имаат став, секој кој како сака нека прави, ама тоа е во секој случај правило во секоја демократија. Секогаш секој граѓанин може се што сака да прави. Ќе видиме дали ВМРО ќе има став. Ја правам дистинција меѓу идеалите на тоа движење и партијата што ги присвоила тие 4 букви. Колку во завршницата на овој преспански договор беа црпени искуствата од Елисејскиот договор, подпишан од председателот Де Гол и првиот германски канцелар Конрад Аденауер. По долги, крвави, многобројни војни, милионски жртви, Франција и Германија постигнаа договор кој според многумина е модел. Дали користевте искуство од тој договор? Па користевме инспирација, јас тоа го зборував и во Берлин и во Париз. Тоа е најголемото помирување во Европа. 2 светски војни, страшни жртви. Јас сум бил лично во ров во Ипра, едно градче што денес е во Белгија, каде првпат во човековата цивилизација е користено хемиско оружје во Првата светска војна. Не знам дали е споредливо, меѓутоа ние во наши балкански услови
практично правиме чекор кон такво историско помирување меѓу македонскиот народ и грчкиот народ. Тешки трагедии, запишани во Карнеги извештајот од Балканските војни особено, меѓутоа и таму лидерот на тимот, кој што е добитник на Нобеловата награда за мир во 1909 година, барон Дестурнел, Францус, и тој вели: не се народите криви. Последната реченица од воведот во Карнегиот извештај објавен пред 104 години, 1914 година. Не се народите криви, криви се тие што својот тесен личен интерес, заради својот течен личен интерес, го жртвуваат општиот интерес, одржувајќи политика на конфликт и репресалии. Нема друг пат за народите, освен патот на помирување и обединување. И ова е како да е напишано за денес, за нашиот случај, и затоа мора, особено политичките лидери, имаме одговорност, еве јас и да не се бројам меѓу нив, имаат одговорност да мислат на татковината во вакви историски моменти. Не на себе, не на партискиот интерес. Но и по 55 години на неговото подпишување, и ден денес и Германија и Франција и се уште инвестираат во негувањето на придобивките од тој договор. Имаат едно германско-француски центар за млади и во Берлин, и во Париз. Многу инвестираат во учење едни за други. Милиони и милиони млади низ годините, германците одат во Франција, французите одат во Германија. И реално полесно е да се подпише текст каде што ќе застанат двете влади, двата парламента. Јас сум убеден, особено после неколку години, дефинитивно и двата народа во целост, и грчкиот народ, и дури и ќе се чудиме како можевме 27 години ова да не го решиме и да изгубиме една-две генерации. Поважниот дел е да се инвестира во вистинската соработка. Гранични премени, повеќе економија, младите да не се запознаат. Ние имаме во 2017 1.700.000 гранични преминувања на наши граѓани од Македонија во Грција. Главно е туризам. Ама мора да има по-блиску запознавање, мора да има и енергетска поврзаност, патишта, безбедносно, бегалската криза, например, видовме колку е значајно. Колку ќе споделуваме слични интереси. Ние сакаме Грција да е успешна, тие ќе сакаат нашава Македонија да е успешна. Нелогично е да не е така, бидејќи сме соседи и бидејќи толку светот се окрупнува, што ние и како регион ќе треба да бидеме блиски за да имаме еден глас утре, артикулирајќи ги нашите интереси во рамките на големата Европска унија. Европа, за да има глас светски, да се мери со Америка, со Кина, ќе треба да има соработка и заеднички интерес. И ќе дојдеме до таму, ама ќе мора да поминеме низ овој пат што они толку децении го водат веќе Франција и Германија заедно. Вчера представничката на директоратот за проширување Калавера во Скопје најави дека со почетокот на скринингот буквално ќе се тестира се. Кога почнува скринингот, кои погледа први ќе се отвараат и дали македонската администрација има капацитет да го положи овој испит. Ние ќе имаме една голема средба на тимот во Брисел на 27 овој месец, септември, последниот ден од кампањата. Коинциденција во Брисел, каде што ќе се зборува главно за поглавјата 23-24, тука се фундаменталните права, редот, владењето на правото, што е веројатно најважната реформа. Правда и МВР. Правда и одговорност. Да, правда и МВР. Ние сме ентузијазмот кај нашата администрација, јас тоа го гледам секојдневно и во МНР, во моето министерство, и во други, кои се сеќава на визната либерализација. Колку бевме растрчани, колку бевме организирани, кога има
можност за успех, нас не бива. Ама нас не оставија заклучени во чекалната и луѓето се уморија од чекање. И сега кога пак има врата, ако ние исчекориме одлучено 30 септември напред, сите луѓе кои што беа вклучени, тие што се помлади, што во меѓувреме дошле, ќе имаме заедничка цел. И ова е зошто е добро. Скрининг процесот е под лупа сите нешта што ги прави политиката и институциите. Вака на виделина ќе излезат глупостите и грешките. Колку поголема лупа, толку помалку простор за грешки. Видовме дека таа лупа ни треба. Некои велат, па ние можеме и сами ова. Безбедносно не знам дали можеме сами, бидејќи Македонија не е остров. А реформски, очигледно ни треба тој притисок. И владата да порасне, начинот како ја разбираме и ја работиме политиката ама и самите граѓани. И мислам дека една од најголемите придобивки од политичката криза 15-та, 16-та, 17-та, јавното мнение се наљути. Вашата професија, медиумите, ама јавното мнение граѓаните. Они научија дека кога нешто не им се допаѓа, ако викна гласно и ако се голема група, ќе сменат, ќе се плашат и владата ќе се плаши од нив и политиката ќе се плаши од нив. А демократија е тоа. Кога владата се плаши од граѓаните, а не кога граѓаните се плашат од владата. За крајот разговорот, кои би биле придобивките од членството на Македонија пред се од НАТО, а секако потоа и од Европската унија? НАТО ни е многу поизвестно и многу поблиску. Кога реално може да се очекува да заврши процесот и Македонија да биде 30-тиот член на НАТО? Па јас очекувам пристапните протоколи да ги подпишеме кон крајот на оваа, почетокот на 2019 година. Тоа ќе оди на ратификација во парламентот во Атина, бидејќи договорот со Грција не може да стапи во сила ако не се ратификува и оваа спогодба, меѓутоа и пристапните протоколи. Вградено е. Потоа ќе оди во останатите 28 држави членки на НАТО, последна е Црна Гора, и динамиката ќе зависи колку брзо тоа ќе се случува, може да биде за 5 месеци, за 10, најдоцна една година. Значи ние кон крајот на идната година или почетокот на 2020 ќе бидеме во НАТО. Тоа значи Македонија е тука да остане во овие граници, поголема стабилност, предвидливост и многу повеќе странски инвестиции од дуплирање до триплирање. Во зависност, да речеме, Црна Гора ги дуплираше, Естонија ги триплираше и тоа многу брзо после членството. Европската унија патот ни е отворен за пристапни преговори во јуни 2019. Уште имаме да работиме. Тој пат ќе биде подолг. Тој пат ќе биде подолг. Може да биде за 7 години, може да биде за 8, може да биде за 9, од нас ќе зависи. Ама патот може би е поважен од целта, бидејќи патот ќе не направи нас европски. Ние утре ако влеземе во ЕУ, Македонија ќе биде истата држава. И затоа треба да а пристапните преговори се алатката за реформи, ова што го зборевме со лупата, алатката за реформи за ние вистина да станеме. И ние пред да станеме, тоа веќе ќе се чувствува и на стандард, и на нашиот ред дома, како сме средени, ама нема да ни ја заврши Брисел работата. Ние ќе треба да ја грабиме шансата и да си трка, да се совладува етапа по етапа, да се дојде и до може би целта. последна поента за ако овој процес, јас сум убеден дека овој процес ќе успее. Преважен е преисторискиот влогот. Нема да биде исто како вчера и да се врати се по-старо. Оти ние сме по еден пат кон врвот, ако престанеме да туркаме напред за да се качиме на врвот, па после удолница да не фати, удолницата се шините на ЕУ. Ако престанеме да туркаме, ќе се стркаламе назад. Во услови кога не знаеме каква влада ќе има во Атина утре, не знаеме во каква кондиција ќе не биде нашата Македонија и не знаеме дали Европа уште ќе има интерес и дали можноста што сега се подотвори
ќе биде отворена тогаш кога ние ќе бидеме повторно спремни. И затоа враќањето назад не е враќање во поранешна ситуација, туку е поназад. Затоа што сме на угорница, а туркаме напред. Благодарам, многу илустративно во секој случај. Благодарам за одвоеното време да бидете наш гостин. Благодарам и јас. Чест ми беше и со вас и што сум денес во Прилеп. Со Прилеп. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам благодариме за вниманието со кое што не следевте и останете и натаму со програмата на телевизија Канал Визија.